Почитувани гледачи, го продолжуваме неделниот микс. Видно сум расположена затоа што во продолжение ќе имаме можност да зборуваме за една од моите омилени теми, се радам и вашите, книжевноста. Ќе ви предложиме нова книга за читање, но и големо ми е задоволството што денеска во неделниот микс гостува една од најплодните и најнаградуваните современи македонски авторки. Таа е писателка, поетеса, раскажувач, научен истражувач и професорка Лиљана Пандева. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата. Од каде, професорке, да тргнам со честитките? Еве за почеток, честитки за вашиот нов роман Зара Зарина. Благодарам. На задоволство на сите ваши верни читатели, меѓу кои сум и јас. Веќе не навикнавте во вашите книги многу да учиме. Значи, не само роман кој што ќе не релаксира, опушти и така натаму, туку напротив, да дознаеме многу за одредени историски аспекти, политички, религиски, и тука ги ставаме на крајот и емоциите, љубовта и така натаму. Сето тоа го има и во вашиот најнов роман Зара Зарина. Па кој е светот што го открива всушност овој роман, еве да представиме на гледачите? Зара Зарина всушност открива два света. Едниот нашиот и другиот, односно тугиот. Нашиот свет е концентриран тука во Македонија, некаде во 80-тите години на минатиот век, а тугиот свет се случува, односно се наоѓа буквално на другиот крај на светот во Авганистан. Во последните 10 години од ова столетие, од овој век. Така што, меѓутоа, Зара Зарина не открива само светови, таа ги поврзува. Значи, ги поврзува христијанството со исламот, го поврзува периодот од цели 40, да не речам и 50 години, ако ги земеме реминисцентните сцени на незината мајка. Така што тука имаме, речиси, половина век приказни, половина век свет, половина век општествени околности и историски околности, кои што го обележуваат тој период. Пред да навлеземе во подлабоко во самата тематика на книгата, воопшто не е едноставно сите оние податоци кои што ги имате вметнато, нели, скокови од еден период во друг, како што спомнавме за 40-50 години, тоа сигурно не е едноставно да се вклопи. Па колку време ја обмислувавте, ја создававте оваа книга? 10 години, без да се лажем. Идејата е стара 10 години, ја работев 5 години, а претходно истражувањето, проучувањето, бидејќи не смеете да погрешите, затоа што сепак имаме голем број историски факти, кои што тука не се наведени како факти, меѓутоа се подразбираат, така што многу работев на оваа книга. Меѓутоа морам да признам дека имав и одредена помош од одредени мои колеги, особено кога е во прашање некои елементи од муслиманството кои што мене ми беа непознати. Тука многу ми помогна некои мои колеги, потоа ми помогна колеги во истражување на мигрантскиот пат од Авганистан до Македонија, затоа што тоа треба, буквално го научив секое камче во тој пат, ама одзеде многу време. Така, една голема посветеност. И еве и критиката, вели, ќе споменам што има спомнато и Лидија Капушевска-Драгулевска, вели, најновиот ракопис на Пандева отвора нови простори во македонската литература. Од една страна го доловува времето од 80-тите години на минатиот век во Македонија, време кое се уште не е целосно книжевно опфатено, а од друга се соочува со неизвестноста на актуелните кризни случувања во светот. Оттаму, ракописот има еден историски и еден актуелен аспект. Авторката успева со многу сенс и вештина да направи симбиоза на навидум неспојливи хронопи. И тоа е токму она чувство кое што и гледачите, кога ќе ја читаат Зара Зарина, ќе го добијат. Истото чувство и јас, читајќи оваа книга, го добив, буквално информации, но сето тоа направено со едно чувство на поврзување и некако лесно оди тоа. И покрај тоа што се многу информации и многу проблематики кои што вие ги спомнувате во Зара Зарина. Па сега и ве кажете ни од ваш аспект, колку во овој роман има лични, интимни или општествени слоеви кои што читателот треба да ги открива? Лични, интимни нема, иако секој автор
остава парче од себе во секое свое дело. Значи, ова е роман со повеќе општествени слоеви. Значи, почнувам во време во кое што земјата во која што ние тога живеевме 80-тите години на минатиот век, имаше широм отворени врати за неврзаните земји, односно за нивните студенти, кои што беа дел од и моето време кога јас бев студент, навистина многу се дружевме. Потоа, тој период беше едно од убавите времиња на живење во нашата земја, меѓутоа традицијата не беше стргната на страна. Мајката на Зора, затоа што тука имам две паралелни приказни, ја имам Зарина и ја имам незината мајка Зора со незиниот татко Зар. Мајката на Зора потекнува од еден сосема друг општествен слој, значи од една рурална средина, каде што како жена треба да биде послушна, треба да се грижи за домаќинството. Случајно е пуштена да студира во Скопје, затоа што била многу паметна и умна, и затоа што сепак ете било женско, не морала да работи на нива, меѓутоа мора да ги почитува традициите. Мајката на Зора е прва која што ги прекинува тие традиции, им се спротивставува на нормите, затоа после 20 години да го направи низината ќерка во еден сосема друг свет, таму да им се спротивстави на други традиционални норми, на друга религија, меѓутоа и во земја во која што имаме војна. Многу сензитивни и чувствителни теми офаќате, теми кои што сета, како што спомнавме, религија, историски факти, но и љубовта, емоцијата е тука многу силно изразена. И што се е подготвен човекот да направи за љубов, тоа вие и во оваа книга, но и во другите ваши се испреплетува, односно се испреплетуваат женските ликови, многу силно се прикажани. Па следствено на тоа, каква жена е Зара, еве конкретно за Зара да зборуваме, каква сакавте вие да ја доловите? Зара е многу храбра девојка, значи тоа е девојка на 20 и некоја година, како што реков, им се спротивставува на нормите. Тоа е девојка воспитувана во современ дух, иако живее во една земја во која што последните десетина години од незиниот живот, значи мора да стави и фередже, мора да се облече во бурка, како што вели таа, ми ги зедоа зборовите ми се слободата. Таа се подготвува на тој патот на мигрантите за да се врати во Македонија, затоа што повеќе ништо не ја врзува за Кабул, ништо не ја врзува за оваа земја, затоа што родителите повеќе не се живи, меѓутоа таа сака да живее во слободна земја. Слободата ја гледа во земјата од која што потекнува незината мајка, земјата во која што таа всушност е и родена. Меѓутоа, за да тргне на тој пат, таа се подготвува, таа е психички и физички подготвена на сето она со што ќе се соочи и со што ќе се сретне. И сега се сретнува со многу работи на кои што нема се да откриваме. Нема тама работа, нема да откриваме, меѓутоа таа успева да се справува со се, само затоа што е силна и во умот и во духот. А сето тоа е резултат на незиното воспитување, на слободата што ја дадена во семејството од таткото и од мајката. И може ли да се каже дека македонската жена е таква? Апсолутно. Апсолутно. Мислам, тоа се гледа и од моите раскази, каде што, иако во романите мислам дека повеќе ги обработувам женските ликови отколку машките, меѓутоа и особено во Хранителки, затоа и збирката раскази ми се вика Хранителки, не е само хранители, бидејќи ни покажува колку е силна македонската жена. Да ја оставиме Зара настрана, да ја земеме мајка и пред 20, пред 30 години колку била таа силна во Македонија, за да им се спротивстави на традиционално македонско семејство и да каже не благодарам, јас ќе се мажам, знам дека вие ќе ме оставите, меѓутоа јас ќе го земам тој што го сакам. Многу една книга со психолошка длабочина и навистина една суптилна социјална критика и тоа го има. Го има, да. Иако можеби во оваа книга најмалку имам социјална критика, меѓутоа не можеме да зборуваме за општество, да не зборуваме за социјалните прилики во него. Така, во различни епохи, историски различно, апсолутно, нели и било. Еве, оваа книга навистина неодамна беше незината промоција, но неодамна знаеме дека се одржа и сајмот на книга. Вие бевте таму, ја подпишувавте книгата, па кажете ни ги оние впечатоци со вашите читатели какви се? Какви беа, нели, на
Јас имам одредена и верна читателска публика, меѓутоа морам нешто да кажам општо за сајмот, бидејќи сајмот на книгата ме одушеви. Значи, тоа беше вравулица од народ. Дури и да не ја купат вашата книга, да не ви обрнат внимание вам како на автор. Вие како автор, јас како автор бев среќна кога гледав како на сите други штандови, на сите штандови имаше премногу народ, премногу луѓе, како сите купуваа книги, како сите бараа книги. Само би имала една забелешка да се обрне малку повеќе внимание на промовирање на македонскиот автор. Значи, јас сум задоволна од тоа како помина сајмот во однос на мојата книга, значи се продаваше не само Зара Зарина, се продаваше и до Илката. Тоа е факт што уште повеќе ме радува, бидејќи тоа е книга што е отпечатана, објавена пред 10 години, меѓутоа се уште има нова читачка публика. Прекрасно чувство за еден автор. Апсолутно. Мислам, одушевена сум од овој сајм, од овој период, можеби затоа што неколку дена пред сајмот ми беше и промоцијата на Зара Зарина, работите некако убаво се поклопија. Професорке Лилјана, какви се вашите впечатоци пак од читателите кои што веќе имаат прочитано? Ете, јас мојот впечаток ви го кажав и пред самото интервју, меѓутоа што стигнува до вас во однос на впечатоците? Па сите впечатоци барем дотука се позитивни. И на критиката исто така, и те поканета сум и на нова промоција во Битола, во мај месец ќе имаме нова промоција. Тоа е особено ме радува затоа што убаво е кога книгата ќе стигне до поширока читачка публика, кога нема се да биде концентрирано во Скопје. Значи дотука впечатоците се барем на тие што ми се јавиле, што ми пишале рецензиите, значи јас нивните впечатоци ги сметам на читателите како кратки рецензии и мене ми се многу важни. Така што се надевам дека и понатаму ќе продолжат да бидат позитивни и дека Зара ќе успее, Зара Зарина ќе успее барем колку до Илката да ја има таа бројна читачка публика. А мене ми исто така посебно и Божик Подбеласица. Да. Исто така една емотивна приказна која што така покрај тоа што празнично се одвива нели околу самиот Божик, во секој случај правите исто така одлични компарации на едно општество, во тој случај американското, македонското, и исто така се испреплетуваат интересни приказни во неа. И Првата светска војна, значи на територијата на Македонија, што многу малку е работена кај нас. А јас за да ги напишам тие 10 реда за Првата светска војна, ја прочитав, ја проучив цела Прва светска војна на Балканот. Да, и Божик Подбеласица е на некој начин и структурално е, мислам, исто правена како Зара Зарина, со две паралелни, со две сижени линии, едната што се случува во денешно време и едната пред еден век. Професорке, како различните жанрови го обликуваат вашиот авторски пат? Затоа што ви имате пишувано од раскази, проза, поезија до научни трудови. Па ете како се обликува тој пат со толку различни жанрови? Тоа е на некој начин во теоријата на литературата преточување. Прашањето се поставува како од песната настанува расказ, како од расказот настанува роман, како од романот може да се извлече сценарио, дали за драма, дали за филм. Значи тоа е не мешање на жанрови, туку едноставно едното не може без другото. Иако ова е роман, јас мислам дека имам многу поетични, многу поетски пейсажи внатре, независно дали станува збор за поезија на душата или за поезија за пейсаж на душата или за пейсаж на природата. Мислам дека тоа го кажувам на некој поетски начин и можеби за тоа моите романи имаат и еден вид леснотија во читањето. Особено кога Зара Зарина е во прашање, тука имаме малку мешање и на публицистичкиот стил на пишување, затоа што обработува тематика со која што денешниот современиот човек беше бомбардиран, особено 2015-та, пред 10 години, кога беше тој голем бран, мигрантски бран, меѓутоа беше бомбардиран од медиумите. Значи, она што го знаеме е само приказна од медиумите, а таа приказна е што друго ако не новинарска или публицистичка. Така што можеме Зара Зарина и од таа гледна точка да ја гледаме.
Така, во секој случај, војде здив ќе прочитаат, гледачите нема да сака да ја пуштат. Вие сте исто така и книжевен критичар и научник. Па дали таа аналитички пристап и перспектива му помага на писателот во вас? Леле, мислам дека повеќе ми одмага отколку што ми помага, затоа што тогаш се поставува прашањето, па чекај сега, што ќе каже за ова критиката, па дали сега ова го направив добро, па како треба да го направам. Меѓутоа и многу е тешко, ама тешко е да се одвои критичкото од уметничкото, затоа што ние сме на пример и многу мала земја, значи секој од нас сака или не сака од писателите на некој начин станува и критичар. На пример, еве сега на сајмот ми се случи млади писатели, млади поети да дојдат со барање за мислење за нивната најнова поетска книга. Вие сте писател и сега од вас се бара да бидете критичар. Тоа е голема чест. Тоа е голема чест, меѓутоа е многу тешко да се одвои едното од другото. Ама на моменти помага, на моменти одмага. Исто така сте добитничка и на многу бројни награди. Дали се овие награди за вас потврда, посебна обврска за понатака? Како вие ги доживувате? Па можеби повеќе како поттик за работа. Наградите се во нашата, мислам, кај нас има многу малку награди, нема многу награди, нема многу конкурси. Морам да признам дека повеќе сум добитник на награди на анонимни конкурси отколку на конкурси со име и со презиме, и затоа тие награди ми се особено многу драги, бидејќи комисијата во тој случај го вреднува делото и апсолутно не е важно кој стои за тоа дело, значи не го наградува авторот, туку го наградува делото. Во секој случај нели како што спомнавте, поттик се и се Поттик, најмногу се поттик, бидејќи на пример мене ми е жал што повеќе не постои оној конкурс за краток расказ на Нова Македонија. Таму сум добитник на повеќе награди, меѓутоа со секоја нова награда си велам, леле сега ќе напишам уште подобар расказ и повторно ќе конкурирам. И навистина го правам тоа. Јас имам расказ кој што чека да се реобнови тој конкурс, никаде не сум го објавила, го чекам токму за тој конкурс, меѓутоа никако да се никако. Јас се надевам дека Нова Македонија ќе смогне сили да го повторно да продолжи тој традиционален конкурс на краткиот расказ. И еве постојано зборуваме за книжевност, за македонската современа книжевност, па каде ја гледате незината сила, каде незините предизвици? Можеби веќе го дадов одговорот пред малку, во младите. Значи во моментов имаме квантитативна книжевност, што особено радува кај младите автори. Дури имаме и жанрови кои што досега кај нас не се работени, на пример криминалистичкиот жанр. Сега имаме неколку автори, неколку имиња кои што навистина многу добро се справуваат со тоа. Македонската книжевност ја гледам токму во младите, во нас кои што веќе сме го дале своето и треба да продолжиме да работиме понатаму, меѓутоа треба да ги поддржуваме и младите автори. Така, во вашите книги се гледа тој јазичен сензибилитет, се гледа колку посветувате внимание и го истакнувате македонскиот литературен јазик. И вие сте нели исто така. Како што спомнавме и професор доктор нели, умееме ли да го негуваме доволно нашиот јазик во овие времиња денешни? Па мислам дека денеска со вештачката интелигенција и благодарение на социјалните мрежи, младите го имаат малку тој проблем, барем она што го читам. Ако вие како читател не сте инволвирани во социјалните мрежи, не го познавате англискиот јазик, малку тешко ќе се снајдете, особено во поезијата. Треба да се негува јазикот, јас многу го негувам, меѓутоа видете, јас работам и како лектор, така што и да не сакам, не можам да го избегнам тој момент. Не можам да го избегнам. Многу ми е важно, а некојаш ми се случува за еден збор да се блокирам и да си останам 3 дена ништо да не работам, да го барам вистинскиот збор. Типично нели за јазичар, за професор, за критичар, па исто така нели вие сте и лектор, но тоа е некако и убавината, доколку се сака она да се работи. Помага во работата. Мислам дека затоа и кога пишуваат критики за моите книги, многу внимание му обрнуваат на јазикот.
Така. А што може книжевноста да направи, што еве на пример другите уметности не можат? Вистината, да ја каже вистината. Затоа што таа го актуализира сегашниот момент, не враќа во историјата, го запишува, значи станува хроника на некој начин. Затоа што ако сме ги немале книгите од кои што, како пред малку рековте, од кои што се учи, еве ме радува што и од моите книги исто така се учи, ние не ќе знаеме ништо за Ренесансата, не ќе знаеме ништо за романтизмот, благодарение на книгите, затоа што историските факти се едни, знаеме дека историјата ја пишуваат победниците, а литературата е друга. Таа ја оживува историјата, односно ја прикажува таква каква што е. Така, апсолутно сте во право. Еве, конкретно за читањето, какви читатели би сакале да создава конкретно вашата литература? Бројни. Бројни, значи да се зголемува бројот на читателите и верни. Јас имам читателска верна публика, тие ми доаѓаат на сите промоции, сега ме посетија и на штандот на ПНВ публикации на моите издавачи, на кога ја подпишував Зара Зарина. Значи, потребна ни е верна читателска публика. Не само мене, туку на сите наши автори. И се разбира нова. Ме радува што ете сега, меѓу книгите што ги подпишав, имаше многу млади луѓе кои што не ги познавам, кои што доаѓа, бара подпис, бара од моите книги. Тоа е исклучително важно и да ги поттегнуваме и децата и сите од најмала возраст да се чита, затоа што во време на дигитални медиуми кои што повеќе не заморуваат отколку што, мислам, добро, нормално имаат своја предност, но кога ќе се прочита книга, чувството потоа е апсолутно неверојатно, или поисполнети сме кога читаме. Да, мене ми се случува кога ќе прочитам добра книга, после тоа да не можам да гледам ниту филм, ниту да слушам музика, се уште да живеам со книгата. Да, и да размислувам за наистото, мене ми се случува и всушност да немам потреба можеби никогаш да одгледам филм, туку сакам веднаш да предам на нова книга. Фасцинантно, но ете така се случува. Еве, спомнавте дека оваа книга 10 години ја создававте, па дали сте во некој нов креативен процес и занес, ако може да се каже, во ново стар. Се навратив на роман, тоа е всушност првиот роман што сум почнала да го пишувам, кој што не е довршен. Сега откако ја завршив Зара Зарина, сега му се навраќам на тој роман и мислам дека конечно му дојде време да биде завршен и да биде објавен. А значи имате веќе почнато роман? Да. На пауза оставен и... Да, на пауза. Меѓутоа, да не откривам многу, сепак е поврзан со топосот Мокрино, кој што го имам во Божик под Беласица, кој што го имам во збирката Раскази за Орани, кој што го имам во романот Возовите на Луцер, кој што го имам во Зара Зарина, нели крајната цел на Зара Зарина всушност е Мокрино, тоа е село во Струмичко, од каде што потекнуваат моите родители, и романот на кој што сега работам, главното дејство ќе се случува токму таму. Па баш интересно, со нетрпение чекам да видиме што ново ќе ни објавите. За крај да спомнеме дека всушност книгата е во издание на ПНВ публикации и самата корица навестува, нели има некој арапски момент во самиот фонт на буквално на буквите, така што на многу ја биравме со техничкиот уредник, со Јован Димовски, многу сум му благодарна, бидејќи не знам колку пати го враќав за да добиеме оваа крајна корица. Која што навистина преубаво изгледа. Каде можат гледачите да си ја купат книгата? Па мислам дека ја има во Литература МК, дека ја има во 3, дека ја има во книжарниците на Антолог, можат исто така на веб страницата на ПНВ публикации да ја купат. Ја има, значи, по нашите книжарници. Ви благодарам многу, професорке, за овој разговор. Ете, ќе имаат и гледачите што да читаат викендов како еден предлог и се надевам дека и со следно ваше дело ќе имаме можност да поразговараме. Ви благодарам на вниманието, ви благодарам на тоа што ме поканивте и на тоа што веќе сте ја прочитале книгата. Значи имам еден читател повеќе. Така е, јас од како ја прочитав Божи под Беласица, веќе сум ваш верен читател. Ви благодарам. Така и ќе биде понатака. Ето, почитувани гледачи, имате предлог што да читате викендов и како убаво да си го благородите вашиот ден и викенд, веднаш ќе прочитате новата книга на Лилијана Пандева, Зара Зарина.
Ви благодарам што бевте заедно со нас. Се надевам дека уживавте и вие, колку што и јас, заедно со моите гости, од кои што секогаш учам. Ве поздравувам. Голем поздрав и до колегите кои што ја креираат заедно со мене оваа емисија. Останете со програмата на телевизија 24 и секако, здраве Боже, следниот викенд повторно се гледаме.